На 24. октомври 1909 година роден е Никола Јонков Вапцаров во Банско, Пиринскиот дел на Македонија. Македонски поет и револуционер. Релативно млад започнува да се пројавува како литерат. Во 1938 година, заедно со Антон Попов и Михаил во Софија го основаат Македонскиот литературен кружок. Почина на 23. јули 1942 година. Беше тоа на 24. октомври 1912 година, кога со победата на првата српска армија под команда на Александар Караџорџевиќ над турската вардарска армија заврши дводневната Кумановска битка, клучна во Првата Балканска војна. Беше тоа на 24. октомври 1920 година, кога во Охрид е роден Димче Протугер, македонски сликар и графичар, еден од основоположниците на македонското сликарство по ослободувањето и еден од основачите на ликовната група Денес. Работеше пейсажи, мртви природи, дрворези, таписерии, илустрации за книги и друго. Умре на 30 март 1995 година. На 24. октомври 1932 година во Скопје е роден Воислав Војче Синадиновски, македонски спортист, ракометар, гимнастичар, кошаркар, еден од пионерите на современата одбојка во Македонија. Умре во Скопје во 2000 година. Беше тоа на 24. октомври 1945 година, кога стапи во сила повелбата на Организацијата на Обединетите нации, која заедно со статутот на Меѓународниот суд представува темелен документ за устројството и действувањето на оваа светска организација. Овој ден се одбележува како Ден на Организацијата на Обединетите нации. Беше тоа на 24. октомври 1947 година, кога во Прилеп е роден Марин Бабич, македонски глумец. Повозрастните генерации се уште со носталгија се сеќаваат на неговата култна ноќна програма на Радио Скопје. Радиокариерата ја заокружи со популарната радиоемисија за готвење во некогашниот Радио Равел. Бабич бил идеен творец на култната манифестација Глумците пеат и на поетскиот серијал Бебули, каде ги имаше неговите маестрални интерпретации на современата македонска и странска поезија. Во 2023 година во негова чест повторно се враќа манифестацијата Глумците пеат, кој ја организира неговите ќерки Маја и Ира Бабич. На 24. октомври 1960 година е роден Љубе Бошковски, македонски политичар. Бошковски дипломирал на правниот факултет во Скопје во 1985 година. По дипломирањето работел како приправник во суд, а потоа како правник на Фондот за здравствено осигурување во Ровењ, Хрватска. По парламентарните избори во 1998 година и победата на ВМРО ДПМНЕ, Бошковски бил именуван за заменик на директорот на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи на Македонија. На 31. јануари 2001 година бил именуван за државен секретар во Министерството за внатрешни работи. За време на вооружениот конфликт од 2001 година, на 13. мај 2001 година бил назначен за министер за внатрешни работи на Македонија во широката владина коалиција. По парламентарните избори на 15. септември 2002 година бил разрешен од функцијата министер и станал пратеник во Собранието на Република Македонија. Бошковски е автор на делото Мојата борба за Македонија. Беше тоа на 24. октомври 2020 година, кога почина Амди Бајрам, македонски политичар и председател на политичката партија Сојуз на ромите од Македонија. Роден во Скопје, има завршено средно трговско училиште, а известно време бил генерален директор на текстилното предпријатие Шутекс. Бајрам во 1994 година станал пратеник во Собранието на Република Македонија, а како член на партијата за целосна еманципација на ромите. Но до крајот на мандатот работел како независен пратеник. Во периодот од 1998 до 2002 година ја поддржувал владата на ВМРО ДПМНЕ предводена од Љупчо Ѓорѓиевски.
На локалните избори во 2005 година, додека пресудата уште не била правосилна, се кандидирал за градоначелник на Шуто Оризари. Иако победил, бил градоначелник не цел месец, бидејќи бил однесен на издржување затворска казна во затворот во Штип. По напуштањето на затворот повторно влегол во коалиција со ВМРО ДПМН, предводена од премиерот Никола Груевски. Бајрам ја прекинал коалицијата со ВМРО, откако партијата заминала во опозиција по парламентарните избори во 2016 година и изразил желба да премине во парламентарното мнозинство предводено од СДСМ на премиерот Зоран Заев. Починал на 64 годишна возраст како последица на срцеви проблеми. 24 октомври е ден на Организацијата на Обединетите нации.